Liči малко агресивна. Има много бавелива, да. Три, два, един, почнемо. Почнемо седма сезона Тинтери Минтери. Почнуваат Тинтери-Минтери вести. Мислам дека сигурно ова е за мене. Бар ние во научниот клуб сме цивилизирани. Можеме да добиеме и награда. Значи зашто? Престанете, не е смешно. Баш е смешна. Гледај како вресна. Зашто ова го направивте? Не бевме ние. Како да биде дух? Што, Марија, сега ќе плаке? Да. Па, ако така играте, прифаќам. Марија, остави ги, гледаш дека сака да те изнервираат. Дечки видете. Ова беше добар предмет. Беа ми да? Најдобар. Сака двојна, ќе добија двојна. Значи видеото беше пријако. Дечки, сакате орео? Да, може, пребавата. Салам. Што е ова? Грузно. Има вкусна паста. Дали ли ставивте паста во ореото? Леле, какви сте? Како можевте да наседнете на ваков највен стос? Ова е пренк војна. Веќе го претера. Ги потрошивме сите идеи за пренкови. Не, не ги потрошивме сите. Имам генијална идеја. Ќе ставиме вода во чашата, ќе истуриме и ќе се лизнат. Видов дека носат лизгави патики. Тоа е супер! Може. Да. Ева вода. Ова ќе биде супер.
гледана. Всеки само на майка ми да ме вземе. Ученици, не знам дали сте информирани, Марија и Алексија се во болница. Мислам дека тоа е ваша вина. Ама наставничка, ние само се шокувавме, они сами паднаа. Од играчка, плачка. Ајде веднаш кај педагогот и да ги викнете родителите. Не секоја шега е добра шега. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме, Тинтири Минтири шоу! Здраво, Луна, здраво, Софи. Здраво. Луна, што ти е? Навистина, што ти е, Луна? Луна, ме слушаш? Те слушам, ама веќе не сакам да ти зборувам. Да не си лута? Зошто? Си знаеш добро зошто, што не си добра другарка. А што сум ти сгрешила? Не ми дојде на роден ден. Сите други дојдоа. Да, супер си поминавме. Имаше торта како замок. Имав температура. Како да не, и плюс и ме лажеш. Ама не те лажам, на вистина бев болна. Може би Иван не лаже. Не верам, ама веќе не е зборувам. Добар ден, ученици. Добар ден. Ајде да го видам домашното. Наставничка, ја бев болна. Што значи дека не напиша? Да. Лажа, наставничке. Ама не лажам, на вистина бев болна. Иван не дојде на роден денот на Луна. Ученици, зошто така зборувате? Ива навистина имаше температура. Така зборува што не сака да ми дојде на роден ден. Но мајка и ми се јави и ми кажа дека била болна. Луна, ти реков дека не лаже. Луна, ти си ми најдобра другарка. Ако бев здрава, ќе дојдов на роден ден. Тогаш извини. Знаете што? Ја уште имала тортата. После часове кај мене, сакате? Може! Имајте доверба на другари. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме, Тинтири Минтири шоу! Точно ете, јас сум само дете, од срце ги ширам, рацете и двете, сила така давам на тато, мама, дете, и тие да ме гушнат, на нив сигарете. Не сакам мобилен, патики гардероба, на сала сакам од баба, кифлечки да пробам, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете. Hrana mi se pregledki, bahne žite se, soda, sila keko osvojam za svet. Ti si dete, veli mama, i nije te pišveš sama, biti vrijedna vežbajući se, dobro ke se sluči, mnogo je ubavo što
Еден хеликоптер фрли 15.000 маршмалоус во парк во Мичиген. Ова е бесплатен настан кој го организираат на децата во Америка секоја година. Откако хеликоптерот ќе ги фрли сите маршмалоус, децата се делат во групи и почнуваат да ги бараат, а потом умафтаат. Се разбира, децата не ги јадат овие маршмалоус бидејќи се валкани. Наместо тоа ги заменуваат за други награди, како например влезници за аквапарк, благо, боенки и слично. Четири училишта во Канада планираат да ги тужат сопствениците на Instagram, Facebook, Snapchat и TikTok. Тие бараат вкупна одштета од 4,5 милиарди долари. Велат дека социјалните мрежи им го одземаат целото време на децата и ги попречуваат да учат. Исто така, велат дека овие апликации го зголемуваат сајбербулингот и конфликтите помеѓу учениците и затоа бараат да бидат забранени. Дрон направи слики од племиња кои живеат во целосна изолација од светот. Сите се опремени со традиционални лакови и стрели, а кон дронот гледаат како да е некое волшебно вонземјанско летало. Тие не се свесни дека во светот постои испакувана храна, фабрики, телефони, продавници или било што без кое ние не би можеле да замислиме еден најобичен ден. Никој не би можел да претпостави дека постојат луѓе што живеат на толку различен начин од нас. Во светот постојат дури 80 вакви племиња. Неверојатно, нели? Секогаш кога ќе не прашаат што очекуваме да постои во иднината, велиме автомобили што летаат. Сите деца уште одамна фантазирале за ова, а сега можеме конечно да кажеме дека желбата ќе ни се исполни. Словачка компанија го разви првиот светски сертифициран летечки автомобил. Истиот може да се претвори од патно во летечко возило за помалку од 3 минути. Тој достигнува височина од над 2400 метри, а брзина од 160 км на час. Возилото ќе почне помасовно да се произведува откако целосно ќе се извршат неговите тестирања. Неговата почетна цена е планирано да биде колку 1/3 од хеликоптер. Во понеделник ќе се случи помрачување на сонцето. Ова е ретка појава која се случува кога земјата, месечината и сонцето ќе се наредат во иста линија и на земјата, иако е дења, ќе биде темно. Месечината се наоѓа поблиску до земјата отколку сонцето и затоа целосно ќе го блокира неговото светење. Иако ние нема да можеме да го видиме сонцето, тоа сепак ќе свети и затоа ќе треба да внимаваме на нашиот вид. Ученици, довидување! Заврши часот, се гледаме утре и очекувам сите да сте подготвени за тестот. Довидување, наставничке. Ана Марија, што кажа наставничката? По кој предмет не беше тестот? По македонски. Око, фала. Ученици, добар ден! Дали се подготвивте за тестот по математика? Да, наставничке, вежбавме. Ама нели по македонски беше тестот? По математика рече наставничката. Па да, нели вчера ти рекол? Не, ама ти ми рече по македонски дека е тестот. Нели, Павел? Ја не слушав што ти рекла. Наталија, ти слушна? Јас слушав Ана Марија што рече, ама за тоа јас слушав наставничката. Рече тест по математика. Е, не, ти рече македонски. Читаше во тетрадката и... Ама зошто би те излажала? Сигурно за да не добијам петка. Наставничка не е вистина, Бисера ме обвинува. Бисера, каде беше ти вчера кога зборував за тестот? Тука бев. Да, се седеше на своето место. Па зошто си ја прашувала Ана Марија кога јас кажав јасно и гласно за сите? Наставничка, јас не ве слушам. Епа, ако не си ме слушнала, зошто ја праша Ана Марија, а не мене? Па вие наставничка веднаш ќе излеговте по завршувањето на часот. Доста, деца. Бисера, не е добро што ја обвинуваш другарката за тоа што не си учела. Ајде, треба да почнеме со тестот. Ученици, добар ден! Добар ден, наставничке. Дали не ги прегледавте тестовите? Ви ги прегледав, ви ги оценив и сакам да кажам дека сум многу задоволна. Павел, ти имаш чиста петка. Сите имате петки, ми изненади Бисера. Мислев, Бисера, ти не учеше? Ама, јас не учев наставничка, ама запомнив што кажувавте на часот и се потрудив. Епа, браво, Бисера. Тестот не е страшен кога секогаш си спремен. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме Тинтри Митри Шоу!
зборувам за моите сертификати. Можам да зборувам за моето искуство во дебатниот клуб. Или пак за моето искуство во глумата. Можам исто ненамерно да спомнам дека сум всушност победникот на надпреварот по хемија. Можам, ама нема, затоа што јас не сум тука да зборам за себе. Јас сум тука да зборам за тебе. За тебе. И за тебе. Па дури помалку за тебе. И за сите тие што гледаат од дома. Јас сум тука да зборам за сите вас. Ти се будиш пред да изгрее сонцето. Тебе автобусот стално ти каса. Ти доаѓаш у школа, пробаш да го отвориш шкафчето и не ти се отвара. Нешто расипано. Кажуваш на чистачките, на нив нема гај. Му кажуваш на мајсторот, на него ше помалку му е гај. Твоите клупи се полни со некои тестови и наставни листови. Твоите чини за јадење се полни со некоја каша која не е ни здрава за тебе. Твојот мозок е полн со стрес и страх. А твоите наставници се полни со... Нема тоа да го довршам. Целиот овој систем, оваа машина низ која не водат, немаме никаков добиток од тоа. Сега јас се залагам за реформи, така? Сам да направам промена во училиште. Ама секојаш кој нешто пробам да направам, те мене ме отфрлаат. Не вработуваме филозофи, Јоана. Јоана, не можеш да вработиш адвокат затоа што не ти се пишува домашно. Јоана, не смееш да џвакаш мастика на час. Јас имав ученик што џвакаше мастика на час и тој умре. Сепак, тој имаше 93 години, ама тоа не е важно. Што е ова? Само, што е ова? Не ми се верува. Мојот противник, така, тој има ингеренци, ранг од висока класа, тој е умилен на секој учител, тој е наместен. Сте гледа. Зошто е наместен? Сите наставници го сака. И разбирам зошто. Секогаш пишува домашна задача. Тестовите секогаш некако му излагуваат петки. И учи како... Што беше спомнат? Машина! Тој учи како машина! Гласајте за него. Доколку сте задоволни, ама ако сте ко мене. Ако сакате да видите промена, ако ви е преку глава од оваа неозбилност, ако сакате да видите училиште што ги задоволува нашите права како ученици и пред тоа како граѓани, борете се против машината. И гласајте за Јоан. Благодарам. Леле, ама убав парков. Чекајте, ќе си седнам, јас имам семки да си извадам, да си грицкам вака. Види. Што прави ба тоа детето? Види, јадел мрсен бурек, мрсното ќе се го оставил на клупата. Не бе, не, младинава никаква. Срамота. А види она, кифла јадела, јогурт пиела. Кифлата падната на земјата, јогуртот истурен. Па видја, стана се оди. Види. А тоа оставеното кој ќе го чисти? Мајка ми ли? Не слуша. Не бе, младинова никаква. Технологија се има што ти на децава. Да? Јас сум правила ѓубре. А тие децата таму и тие прават ѓубре. Чистот. Па добро да, моето е природно ѓубре. Нивното е пластично. Или како и да се вика тоа. И што да правам ја? Да чистам. Ја дома не чистам, тука ќе ви чистам. 100 евра? Да, сега еве ќе чистам, да. Дајте ми метла, ето така. Не се плаќа ова, нели? Не, добро, да. Да, така. Еве, кај се снајдов ја ова. Ето, да, еве, сега ќе го фрлам кантата, да, еве кантата тука. Да. Ето. Ова не се плаќа, не, да. Поделете, да. Пријатно.
издържам доста бајле, ке издржам јас до утре, сега сторам јас за кутре. И за коска и за кекс. Немам гајле, ке издржам доста бајле, ке издржам јас до утре, сега сторам јас за кутре. Немам гајле, ке издржам доста бајле, ке издржам јас до утре, сега сторам јас за кутре. Немам гајле, ке издржам доста бајле, ке издржам јас до утре, сега сторам јас за кутре. Немам гајле, ке издржам доста бајле, ке издржам јас до утре, сега сторам јас за кутре. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери Минтери шоу. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери шоу.